Денеска сум присутен на самитот во Солун, кој што е самит за соработката во Југоисточна Европа. На овој самит се разговараат повеќе теми, меѓу другото темите за економската соработка, за политичката соработка, секако за енергетиката. Бев учесник на еден од панелите кој што стотоку заврши, тоа е панелот за економската соработка во Југоисточна Европа, а сега ќе почне панел за енергетската соработка, што е исклучително важна и клучна за целиот регион. Ова е една добра шанса да се сретнат сите лидери во регионот, да се сретнат сите клучни луѓе кои што одлучуваат за политиките во делот на економијата и во делот на енергетиката за Југоисточна Европа и да ги отвориме сите од прашања кои што се во интерес за нашата држава и за граѓаните на нашата држава. Зборувавме пред се за политичката стабилност, како таа влие врз економијата. Понатаму зборувавме за подобрувањето на односите на земјите во регионот, посебно со нашата држава, и се фокусиравме на нашето однесување во тој дел и мислам дека бевме посочени како еден позитивен пример во делот на воспоставување на добра соработка со сите земји во регионот. А посебно денеска ќе имаме средби заедно со председателот на владата и со председателот на владата на Република Грција, господин Мицотакис. Ќе биде добра прилика да се отворат некои економски прашања, а пред се и прашања од енергетиката. Ние ќе го отвориме прашањето за побрзото градење на гасоводот помеѓу нашата држава и Република Грција, кој што цениме дека е клучен во делот на зголемување на конкурентноста на гасниот бизнис во нашата држава, бидејќи сега сме практично приклучени само преку една точка во Бугарија, а ова ќе ни овозможи да можеме да бидеме приклучени на други извори на газ и со самото тоа да се зголеми конкурентноста на цената на гасот во нашата држава и да се развие тој бизнис, бидејќи знаеме дека интензивно се гради гасната мрежа низ државата, но тоа не значи ништо доколку нема квалитетна понуда на газ од повеќе точки на испорака. Преку интерконекторот кој што би го изградиле према Република Грција, ќе се стекнеме со можност да практично бидеме приклучени на ТАП цевководот, односно гасоводот, а и на ЛНГ терминалите кои што се наоѓаат на брегот на Егејското море и од каде што ќе може да се набави природен гас од повеќе извори, практично од целиот свет. Со тоа очекуваме дека ќе направиме еден голем исчекор во развојот на гасот во нашата држава и практично ги информиравме грчката страна и сите, нормално целиот регион, бидејќи сепак тоа е регионален проект. Ги информиравме за активностите кои што се на наша страна веќе завршени, значи патеката каде ќе оди тој гасовод кај нас е веќе одредена, основниот проект се изготвува, еколошката студија се изготвува, тие ќе бидат во најскоро време готови. Исто така се направени првични разговори за финансирање на проектот со ЕИП од Луксембург и со самото тоа се остварени сите предуслови од наша страна да се овој проект отпочне да се гради во почетокот на следната година. Мислиме дека е исклучително важен проект, видовме дека и за грчка страна тоа е важен проект и од нивна страна тие искажаа спремност со истата динамика и темпо да пристапат кон тој проект. Вице-премиере, трговските марки се едно од прашањата на кои Грција инсистира, особено кога е во прашање Преспанскиот договор. До каде сме со тоа прашање? Дали денеска ќе биде отворено на средбата? Дали Македонија има список на кои компании се заинтересирани за да се реши ова прашање околу трговските марки и што станува со комисијата? Значи, може ли еден поширок одговор на ова прашање околу трговските марки со Грција? Јас можам да ви одговорам во делот на економијата. Се разбира, договорот кој што се случи со Република Грција дава само просперитет на економските можности за соработка помеѓу двете држави и тоа го потврдуваат процентите на зголемување на трговската размена, што се однесува до марките. Конкретно да ви одговорам дека нема да постои практично производ кој што не ќе може да го носи називот така како што го носел и до сега македонски, бидејќи тоа го предвидува и спогодбата, што се однесува и ќе видиме сега, значи на двете страни ќе треба тоа да се усогласи како точно ќе биде, но нема да биде оштетена ни една македонска компанија во тој дел и секако имаме список на такви компании. Што се однесува до работата на комисијата, таа се одвива онака како што договорот го предвидува тоа. Се разбира,
во рамките на можностите и во рамките на она кое што го предвидуваат точките во договорот. Дали нешто се придвижува? Има ли некакви предлози како би можело тоа да биде? Има предлози, да. Нешто конкретно може? Па јас мислам дека би било добро кога тие предлози ќе бидат до крај издржани, тогаш да ги Кога соопштиме. очекувате тоа? 3 години е рокот. Кога очекувате да биде решено? Па добро, договорот беше потпишан брзо, значи 3 години има уште време да се решат. Да, ќе го решиме, мислам дека за тоа прашање ќе има брзо решение.